некакви други средства кои што не можат да се добрат, дигитални средства, кои што имаат одредена вредност. Криптовалутите за своето користење ја употребуваат блокчейн технологијата. Блокчейн е поширока технологија која што може да се искористи за друга намена, не само за криптовалути. Тоа е база на податоци во која што информациите се запишани во блокови, кои што се поврзани еден со друг во последователна линеарна форма. Секој блок има блок што претходи и блок што следува после него и тие се поврзани во еден така наречен ланец. Затоа таа се вика блокчейн, односно тоа е ланец од блокови. Криптовалутите имаат, сите што користат некакви криптовалути имаат одредена сума од тие криптовалути, одредена вредност и тие за да работат со тие криптовалути имаат така наречена приватна и јавна адреса. За да може да примаат средства од таа криптовалути, тие може да ја дадат нивната јавна адреса и на јавната адреса ќе ги добијат средствата, а за да можат да плаќаат, тие ја користат за да ја подпишаат трансакцијата нивната приватна адреса. И за да бидат сигурни, приватната адреса, односно тој приватен клуч не треба да биде достапен на никој и треба да го знаат само тие. И за да не ги изгубат средствата луѓето што работат со криптовалути, тие треба да го чуваат на сигурно место тој приватен клуч. Бидејќи ако се изгуби приватниот клуч, тогаш се губат и сите средства и никој не може да ги пронајде. Тие не можат понатаму да се употребуваат. Инаку криптоберзите тоа се места каде што можат да се разменуваат криптовалути од еден во друг вид или пак да се разменуваат криптовалути за класични фиат пари или пак со фиат пари да се купат криптовалути. Значи тоа се места на кои што се разменуваат од една во друга форма. Ние во моментот има над 20.000 криптовалути, има и голем број на берзи во светот, од кои што најголема во моментот е Binance и најголема дневна размена на криптосредства има во Binance. Значи на средствата берзите се користат за да се разменуваат, да се претвараат од една во друга форма. Сега, ајде пластично да објасниме. Кои се начините? Како може да се купат криптовалути? Каде може да се купат? Како може да се создадат? Што е тоа паричник каде што треба да ги чуваат тие криптовалути? Какви паричници постојат? Криптовалутите, како ќе функционира секоја криптовалута, тоа е опишано во тој така наречен white paper. Обично кога се издава, кога се прави некоја нова криптовалута, се опишува како таа ќе функционира. Биткоинот, например, една од најпознатите и најстари криптовалути, таа е 2009 година е почната во јануари да работи и кај неа однапред, кај биткоинот се знае колку ќе бидат емитувани за целиот вкуп на биткоини. Тоа се 21 милион. Во почетокот биле емитувани по 50 биткоини на 10 минути, па потоа на секои 4 години или на 210.000 блокови, тоа се намалува за двојно, што се вика халвинг и така натаму. И сега тие функционираат така што трансакциите што се случуваат во одреден временски период, тој може да биде различен за секоја криптовалута, кај биткоинот од прилика 10 минути, сите трансакции, односно префрлање од една јавна адреса на друга јавна адреса, сите тие информации собираат во еден така наречен блок, кој што е биткоинот е 10 минути и понатаму тој блок треба да се валидира за да се додаде на ланецот од блокови. За да се валидира, постојат различни технологии. Најчесто во светот се користат Proof of Work и Proof of Stake. Биткоинот ја користи консензус алгоритмот Proof of Work. Тоа значи дека треба да се изнајде некаков број, кој што кога ќе се додаде на останатите информации кои што ги има во тој блок и кога ќе се пресмета хаш функција од сите тие информации, треба да се добие излезна вредност што е помала од некој број. Односно, напред ќе има одреден број на нули. И всушност тоа е тоа што се вика рударење, копање или мајнинг. Треба да го пронајдеме бројот, односно што е тоа што треба да го додадеме на останатите информации, за да кога сите тие информации што ги имаме во блокот, плюс тоа што ние сме го пронашли, ќе го дадеме на таа one-way function или функција во еден правец, ќе произведе резултат што е помало од одредена вредност. И кога ќе го пронајдеме тоа, тогаш може блокот е валидиран и можеме да го закачиме на ланецот од блокови. И копањето всушност е надпревар кој прв ќе ја најде таа вредност
што предизвикува да добиеме излез од хаш функцијата помала од одреден број. И тој што ќе го направи тоа, тој што ќе го најде тој број, тој го валидирал блокот и тој ја добива наградата за тоа рударење. Во овој момент за блок од 10 минути се добива 3,125 биткоини и тоа ќе се 2028 година во мај или април отприлика ќе се намали за двојно. Така што во моментот имаме 19,8 милиони биткоини во оптек, а до крајот на 2140 година ќе се издаде и последниот биткоин. Така да на секои 4 години се помалку и помалку ќе се издаваат, тоест ќе се пуштаат во оптек. И биткоинот е тоа не е инфлаторно средство, значи не може никој да емитува. Таа е технологија која што не зависи од централно тело, не ја одржува некаква централна институција и никој не ја поседува. Ја поседуваат сите чинители кои што се вклучени во процесот на чување на базата на податоците со сите трансакции и на така наречено валидирање на тие блокови. Останатата технологија што доста се користи е Proof of Stake. Таа користи помалку енергија, Proof of Work, за да може да се пронајде што е тоа што треба да се додаде на блокот, да се произведе резултат помало од одредена вредност. Тоа е со така наречена груба сила или brute force. Не може да се најде тоа на некој друг начин, него туку мора со експерименти, да се пробува со различни броеви. За тоа е потребна огромна процесирачка моќ. Тоа се прави со така наречени ASICS чипови и во моментот има голем број на такви майнинг фарми кои што учествуваат во тоа рударење. Proof of Stake пак не троши енергија, тоа функционира на друг начин, така што за да се валидираат блоковите, се бира еден од тие што се пријавиле дека можат да бидат валидатори. За да некој може да биде валидатор, тој треба да резервира, односно да стави минимум одредена единица од таа криптовалута. Да речеме кај втората најпопуларна криптовалута што се вика Етериум, треба да стави најмалку, да резервира најмалку 32 етериуми за да биде валидатор и се бира по случаен избор некои од тие што се пријавиле како валидатори. Тие го валидираат блокот и за тоа добиваат награда. А се бира веројатноста да се избере некој за валидатор зависи од тоа колку средства резервирал, колку време е активен, кога последен пат бил избран и така натаму. И доколку тој направи некоја измама во тоа валидирање, тогаш ќе ги изгуби сите средства што ги резервирал за да може да биде валидатор. Господине Симуновски, да отидеме сега малку и на вас, ќе може ли практично да објасните, ако функционира како берза, како може еден македонски граѓанин да инвестира во криптовалути? Кои се начините за да дојде до криптовалути? Така. Има криптоберзата постојат два вида на менувачници. Тоа се централизирани менувачници, фактички се регистрирани фирми што овозможуваат место за тргување за криптовалути за сите луѓе во светот. Например, како Binance, како Coinbase. Coinbase исто така се тргува на Њујоршка берза. Таа е реномирана фирма. Така, тие се централизирани менувачници од една страна. Кај централизираните менувачници има и позитивни и негативни страни. Позитивните страни се што таму има поголема ликвидност и исто така тоа што се нуди кај криптовалутите, пошто тие постојано на различни блокчейн мрежи, кога се тргува на тие централизирани менувачници е многу поедноставно за почетници да можат да почнат да тргуваат, да купуваат и да продаваат криптовалути. Од друга страна има децентрализирани менувачници или исто така популарно ги нарекуваме децентрализирани финансии. Тие нудат исто така тргување и нудат исто така други услуги како што се позајмување и давање на заем и ставање на криптовалутите под камата, што би рекле народски, односно популарно се вика стейкинг. Со тоа што секој еден што го користи таа DeFi платформа може да ги стави своите криптовалути и да добива одреден износ на каматна ставка во таа одредена криптовалута. Предностите кај децентрализирани финансии се тоа што таму нема потреба за никаква регистрација
Едноставно треба да имате еден дигитален паричник, тоа што професорот премалку спомнуваше и ги објаснуваше за дигиталните паричници. Потребно е само еден дигитален паричник и на самата платформа само со еден клик може секој да се поврзи, затоа што тие се изградени на самата блокчейн мрежа. Сега негативната страна кај децентрализирани финанси е што тоа не е баш многу препорачливо за почетници, за луѓе кои не се запознаени со криптото, како точно функционира, и се малку лимитирани затоа што одредени децентрализирани финанси, децентрализирани мошници постојат на одредени блокчейн мрежи, што значи изборот на криптовалути е помал. Инаку само сакам да се надоврзам на професорот, сето тоа што кажа прекрасно го објасни, но сакам да го направам, да го симплифицирам сето тоа. Дигитален паричник, што значи тоа? Тоа е исто како онлайн банкинг, како што има граѓаните онлайн банкинг. Тоа е тоа. Значи, нема некоја голема разлика. Разликата е што на тој дигитален паричник средствата се 100% сигурни затоа што се наоѓаат на блокчейн мрежа, а блокчейн мрежа е отворена книга на податоци, датотека на податоци, каде што едноставно било какви финансиски средства, податоци што се чува на таа мрежа се 100% сигурни. Се надевам дека ова вака во кратки црти мислам дека Добро. Може ли сега имам друго прашање, дали може овие средства, како се валоризираат овие средства? Постојат ли менувачници кај нас, колку ги имаме и како оди цел тој процес за уновчување на тие криптовалути? Така. Прво, вредноста на криптовалутите мора да се разбере е многу едноставно. Тоа е од главните две работи во економијата, тоа е понуда и побарувачка. И криптовалутите има своја маркет капитализација, нешто слично како акциите, најдобро, наједноставно кажано, и врз основа на колку токени, односно од таа одредена криптовалута сте испуштени, на цената таа што е моментална се множи и се добива тоа маркет капитализација. Што се однесува за кај нас граѓаните, кај нас во Македонија ги користат овие менувачници што веќе ги спомнав и други централизирани менувачници, тие што има повеќе искуство ги користат децентрализирани финанси, децентрализирани менувачници и обично офрам и онлайн тоа го прават кај наши менувачници, типични менувачници каде што можеме ден денес да смени на пример евро, долар за денар и обратно, така да тоа оди на ист начин, само што од една страна ние даваме кеш, добиваме дигитални долари во крипто, што се вика популарно стейблкоин, или обратно во обратен процес. Затоа што кај нас се уште не е регулирано и многу луѓе се соочиле со проблеми, односно биле блокирани од банката, онаму каде што има сметката, поради тие трансакции, затоа што како што знаеме кај нас се уште не се регулирани, односно се во сива зона за жал. Ке одиме на регулацијата, но што покажува праксата? Имаме некоја бројка од 30.000 македонци кои инвестираат во криптовалути. Од каде е тој податок и што конкретно значи? Вредноста знаеме дека се менува, но имаме ли некоја проценка колку пари овие македонци имаат во криптовалути? Зашто ако пресметаме 30.000 граѓани да имаат само барем еден биткоин, тоа е сума од моментално од над 2,7 милиарди евра. Значи имаме ли проценка колку пари македонците имаат во овие виртуелни валути? Бројката на колку жители имаат сметка, односно имаат криптовалути, таа бројка доаѓа од централизирани менувачници за сите лица што се регистрирани во Македонија. Така да бројката е над 30.000 жители од Македонија што имаат сметки на овие централизирани менувачници, но колку тие средства имаат и поседуваат, тоа е многу тешко да се утврди, затоа што има дел од граѓаните што своите криптовалути не ги чува на централизирани менувачници, туку ги чува на овие дигитални паричници или хардвер паричници, имају таков вид на паричници,
Односно, што значи тоа? Наместо да ги чувате, пример, народски кажано, парите во банка, ги чувате парите во джеп, пример. Така да таа такова се чува на централна менувачница и кога се чуваат на овие независни паричници, дигитални или хардвер паричници. Така да многу е тешко да се утврди која би била таа бројка, односно колку вреди сето тоа што го поседуваат македонските граѓани. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот на Бизнис 21, како криптоеуфоријата влијае на македонските граѓани. Имаме преку 30.000 граѓани кои што се криптоинвеститори. Нема податок колку пари тежат нивните виртуелни паричници, но имаме примери. Например, македонска фарма продава свежи органски јајца кои може да се платат во криптовалути, а имаме и функционери кои што во својот анкетен лист прикажале дека поседуваат биткоини. Како расте вредноста на криптовалутите, така расте интересот за овие виртуелни валути и кај нас, но и во регионот и во светот. Граѓаните изнаоѓаат начини како да копаат и да тргуваат со овие валути во кои некои од нив гледаат добра инвестиција. Во Македонија над 30.000 граѓани се влезени во вакви инвестиции, некои со рударење, некои со тргување. Иако вредноста постојано се менува, никој во земјава не знае колку во пари тежат нивните виртуелни паричници. Но математиката покажува дека само дел од нив да заработиле по еден биткоин. Сумите во нивните виртуелни паричници вкупно се бројат во милиони или милиарди евра. Имаме и функционери љубители на така наречено виртуелно злато. Така директорот на затворската управа за извршување на санкции Александар Пандов во својот анкетен лист пријавил дека е сопственик на 10 биткоини. Во моментот кога ги пријавил, вределе 600.000 евра, но сега достигнуваат околу 1 милион евра. На социјалните мрежи пак се појави фарма. Продава органски јајца кои може да се купат и со криптовалути. По изборната победа на претседателските избори во САД на Доналд Трамп, биткоинот достигна невидени височини, надминувајќи над $90.000 и над $100.000. Ветувањата на Трамп дека ќе ги направи САД лидер во криптовалутите и неговите планови за создавање стратешка национална резерва од биткоин предизвика бурни реакции кај инвеститорите. Трамп пред неговата инаугурација ја лансираше својата мим криптовалута, а новата прва дама на САД Меланија Трамп го следеше својот сопруг и ден пред званичната инаугурација и влез во Белата куќа, лансираше своја крипто меме монета. Швајцарија пак е се поблиску до додавање на биткоинот во своите национални резерви. Криптовалутата е дигитална или виртуелна валута дизајнирана да функционира како средство за размена. Користи криптографија за да обезбеди и верификува трансакции, како и да контролира создавање нови единици на одредена криптовалута. Криптовалутите работат на децентрализирани блокчейн мрежи, што значи дека не се контролирани од било каков централен ентитет. Тие функционираат независно од традиционалните банки или централните власти и се базирани на технологијата наречена блокчейн. Прво може да се инвестира или да тргува на пазарот за размена на крипто. Може да се направи ова без да поседувате крипто, како да инвестирате во злато на берзата. Второ, може да се користи монетата што веќе се поседува за да се позајмуваат монети на системот или на други корисници. Трето, може да се учествува во блокчейн системот со ископување, рударење или примање награди за монети за извршена работа во системот. Криптовалутите може да се користат за купување на производи и услуги, инвестиции или тргување на берзи за криптовалути. Тргувањето со криптовалути функционира слично како и тргувањето со акции или валути. Корисниците може да ги купат или продадат криптовалутите на разни платформи по различни цени, во зависност од побарувачката и понудата. Во Македонија криптовалутите се во сива зона. Тргувањето и поседувањето на криптовалути или виртуелни средства е легално, додека законски е парцијално регулирано со закон за спречување на перење пари. Во моментов, земјата нема конкретна регулатива што ги забранува криптовалутите, но исто така нема и детален закон што директно го регулира нивното користење. Ова значи дека граѓаните може да купуваат, продаваат и тргуваат со криптовалути на сопствен ризик. Според кривичниот законник, копањето криптовалути не е забрането, што значи дека не е регулирано, а казниво е само крадењето струја. Ако во сегашната легислатива се прифати терминот виртуелни средства кои представуваат нематеријален имот и не представуваат платежно средство, тогаш постои даночна регулација преку постојниот закон за персонален данок, односно личен данок на доход. Остварените добивки се третираат како капитални добивки, идентично како и останатите хартии од вредност, како што се акции и слично.
Во Македонија, капиталните добивки, вклучувајќи и оние од криптовалути, се предмет на оданочување. Во моментов, даночната стапка за капитални добивки е 15%. Оваа даночна стапка се плаќа само на остварените капитални добивки, но не и на вложените средства. Постојат криптоменувачници, каде може да се разменат криптовалутите за денари или евра. Тие се легални, но немаат лиценца. Нивната работа е само делумно регулирана преку Законот за спречување на перењето пари и на финансирањето тероризам. Владата најави користењето на криптовалути да го стави во законски рамки. Според премиерот Христијан Мицкоски, тоа е еднината и со канализирање на тргувањето со криптовалути во законски рамки ќе бидеме меѓу првите земји во регионот кои тоа ќе го направат, со што би фатиле чекор со иновативните решенија и би ги почувствувале бенефитите од тој процес. Но што ќе се менува во законската регулатива, засега не се знае. Она што е ветено во предизборната програма на владеачката партија е дека ќе ги дефинира овие валути и ќе им овозможи на банките да продаваат и чуваат криптосредства на приватни физички лица, но и нула ДДВ за тргување со нив. Серија регулативи вклучени во правната рамка за криптовалутите ширум земјите членки на Европската Унија стапија на сила годинава. Целта на интервенциите е да се информираат инвеститорите на пазарот на криптосредства за потенцијалните ризици, да се обезбеди стабилност во постоечката валутна мрежа и да се истражат изгледите на терен. Регулативата за криптовалути стапи на сила и во Грција, но грчката влада покрај овие одредби, кои се веќе во сила, унапредува дополнителни мерки за заштита на инвеститорите во криптовалути преку нацрт законот, чија цел е зајакнување на пазарите на капитал. Во регионот Албанија ја има легализирана употребата на криптовалутите, додека во други земји официјално не е забрането, но сепак не е ниту законски регулирано. Се работи на нивна легализација. Во Црнагора, врз основа на постоечките законски прописи, не постои ниту една правна пречка за користење криптовалути. Продадени се 3 луксузни станови во Будва за 420 биткоини, додека локалното инвестициско здружение промовира употреба на дигитални валути во хотели и одмаралишта во оваа популарна туристичка дестинација. Тоа беше прилогот на Бизнис 21. Господин Есимов, да продолжиме со вас. Како да знаат граѓаните дали вложуваат сигурно? Имавме и некои и ние, и светот, случај на измами. Кои се опасностите за граѓаните при вложувањето и тргувањето со криптовалути и на што треба најмногу да внимаваат? Криптовалутите, особено тие криптовалути кои што се вака познати во јавноста во целиот свет како биткоин, етериум, Ripple и така натаму, тие се прилично сигурни криптовалути и тоа се сигурни технологии. Значи некој доколку знае да работи со нив, нема да изгуби никакви финансиски средства. До губење на финансиски средства, односно до измами, може да дојде од повеќе причини. Како што може да речеме, ако дојде до некаква измама во класични пари, денари, долари или еври и така натаму, не е вината во самите класични пари, туку вината е во нешто друго. Така и доколку дојде до измама во криптовалути, самата технологија нема вина во тоа. Технологијата е прилично сигурна. Друго нешто води до загуба на финансиски средства, односно измама. Ние прво, многу е битно кога се поседуваат криптовалути од било кој тип да се чува на сигурно место тој приватен клуч. Тој не смее да се изгуби. Ако се изгуби тој приватен клуч, тогаш за секогаш се изгубени финансиските средства и за тоа има многу примери и интересни примери во минатото што се случувале. Да речеме, познати се примери кај што на хард диск се изгубени над 7000 биткоини или wallet изгубен, па луѓето го бараат на разни места и така натаму. Измамите доаѓаат најчесто затоа што некој презентира дека може да оствари за некое друго лице заработка, голема заработка за краток временски период, што е невозможно, затоа што и најдобрите инвеститори во светот, како што се Ворен Бафет или Питер Линч или некои други, приносот што они го остваруваат е 20 до 30% годишно на финансиските средства. Значи, они употребуваат врвни технологии, врвни методи, пресметуваат, анализираат и така натаму и остваруваат добивка од 20 до 30%. И сега доаѓа некое лице и убедува некој човек дека ќе му направи добивка од 100%, 200% за еден ден, за една недела и така натаму, само доколку тој купи одредени криптовалути па му ги стави на него на располагање за тргување или уплатува на одредена сметка одредени суми на пари за што му се ветува дека ќе добие нешто. Така што
Доколку некое лице ви пристапи самостојно преку Facebook и потоа почне да ви нуди дека ќе ви направи одредена добивка доколку вие купите одредени криптосредства, ги префрлите на негов акаунт, тој да менаџира. Тука тоа со голема веројатност може да се каже дека ќе биде измама. Или може да се случи да ве контактира некое лице да ви каже дека тие имаат некакви алгоритми базирани на вештачка интелигенција кои тргуваат и остваруваат огромни добивки и дека за кратко време ќе ги дуплираат вашите средства. Се работи со прилично голема веројатност дека ќе се работи за измама. Дури има и веб-сајтови на кои што се тврди дека ќе ги дуплираат вашите криптосредства, доколку ги уплатите тамо и тамо, за неколку дена дупло ќе ви вратат, двојно ќе ви вратат од тоа што се уплатиле. Може да видите тамо како некакви трансакции демек се исплатило на тоа и тоа лице толку пари, некои уште толку сати ќе му бидат исплатени средствата и така натаму. Сите тие работи се лажни, невистинити и најверојатно ќе дојде до загуба на средствата. Има ли такви во моментов кои што функционираат такви лица сајтови? Такви луѓе што се занимаваат, на кои можеме да предупредиме, што се бават со такви измами, има многу, но може многу често некој да ве контактира преку Facebook или доколку вие имате одредена за криптовалутите имаат канали на Telegram, така што може доколку некој има некакво прашање да праша нешто таму, дека има некаков проблем, доколку постави некое прашање, тогаш измамници исто така се членови во тие Телеграм канали, они ќе видат дека одредено лице поставило некое прашање и тие ќе му пристапат на него без тој да ги праша нешто. Тие ќе го остварат првиот контакт и ќе му кажат дека они ќе го решат проблемот, само он треба да ги даде приватните клучови на нив, да им ги даде тие за кратко време ќе му го решат проблемот и така натаму. Значи многу битно кај криптовалутите приватните клучови преку кои што може да се плаќаат, односно да се изгубат средствата, да не се даваат на никој, да не се даваат на трето лице, да не се даваат ни на познати, ни на познати лица, да се чуваат на сигурно место и да не се верува во брзи заработки. Брзи заработки не се можни, тие можат да водат и сигурно ќе водат кон загуба на средствата. Колку е тој цел систем безбеден? Зборувавме за безбедноста, меѓутоа колку е безбеден цел тој виртуелен криптосвет од измами, провали, од хакери и слични работи? Самата технологија е многу сигурна. Кај, да речеме, и кај биткоинот се користи SHA-256 функцијата, тоа е Secure Hash алгоритм 256, приватните клучеви се 256 битни и за да некој да ги троши средствата што ги имате, мора да го знае тој приватен клуч. Тој приватен клуч е теоретски возможно, меѓутоа практично е невозможно некој да го пронајде тој приватен клуч, затоа што бројот на можни комбинации е 2 на 256 или тоа е 1,15 по 10 на 77. Тоа е број со 77 цифри, значи тоа е огромен број и практично според некои проценки во целиот универзум бројот на атоми е 10 на 80. Значи само 1000 пати помалку имаме биткоин клучеви отколку што има вкупно во целиот видлив универзум. Значи некој да го пронајде тоа е теоретски возможно, меѓутоа практично е невозможно. Значи целата технологија е прилично сигурна, доколку знаеме како да работиме, доколку ги чуваме на сигурно место приватните клучеви, доколку нашиот сега тука треба да се обрне внимание на повеќе аспекти. Например, како може да дојде до загуба на тие криптосредства. Да речеме, ние криптосредствата ги чуваме на некоја, како што спомна и господин Симуновски, централизирана берза. Доколку ние ги чуваме на таа централизирана берза и доколку таа централизирана берза поради некаков сајбер напад, некој ја нападне и оттаму ги префрли на други сметки сите криптовалути тие што ги имаат, тогаш берзата може да пропадне. Имаше низ историјата до сега повеќе берзи кои што пропаднаа. Едната беше, меѓу првите беше MTGOX берзата, 2014 пропадна. Потоа имаше една берза што банкротираше во Нов Зеланд, Криптопија се викаше. Понатаму сега FTX, една берза пропадна во САД, каде што луѓе изгубија над 10 милиарди долари. Значи, доколку самата берза некој ја нападне или од било какви причини таа берза банкротира, а вашите средства не се наоѓаат на ваши приватни клучови, туку се наоѓаат на таа берза, тогаш вие ќе ги изгубите средствата и евентуално тоа што може да го очекувате, да добиете нешто од таа стечајна маса кога ќе се поведе стечај
против таа берза. Инаку, доколку средствата ги чувате на приватни клучеви и доколку тие приватни клучеви се обезбедени, нема да ги изгубите тие средства. Тие ќе бидат со огромна веројатност сигурни. Како што спомна и господин Симуновски, има неколку типови на паричници, да речеме има paper wallet. Тоа се паричници на хартија. Таму на тие паричници приватниот клуч и јавниот клуч се отпечатени на хартија. Значи не може некој со сајбер напад да го нападне и да го добие приватниот клуч. Меѓутоа тука па постои опасност хартијата да биде уништена. Ако се уништи хартијата во пожар, поплава или на некој друг начин, ќе се изгуби податокот од приватниот клуч, се губат средствата. Затоа доколку се користат приватни хартиени паричници, треба да се чуваат на неколку места. Понатаму може да биде паричникот некаква софтверска програма која што се извршува на компјутер или на мобилен телефон. И сега, ако некој го нападне компјутерот и ги земе податоците, може да дојде до тие приватни клучеви и да ги искористи вашите средства. Затоа сигурноста не е во самата технологија, туку кога зборуваме за сигурност, тука треба да зборуваме за тоа дали некој на некаков начин може да дојде до вашите приватни клучеви, доколку вашите средства ги чувате на приватни адреси, а не ги чувате на берза. Така. Да се префрлиме сега колку се легални законски овие инвестиции, се уште се во некоја сива зона. Што покажува праксата? Има ли конкретни проблеми ради тоа што не ни се регулирани тука односите со криптовалутите? Законски регулирани. Законски во Македонија не се препознаваат криптовалутите како некакво финансиско средство. Во Македонија нема закон што ги третира криптовалутите. Нема закон што ги забранува, но нема ни закон што вика дека може да се работи со криптовалути. Значи, тие се во законска рамка, криптовалутата во Македонија е непозната како термин, како терминологија. И сега, тоа е, бидејќи не е забрането, некои сметаат дека е дозволено да се работи. Сега, да речеме, во Македонија, кај многу луѓе преовладува менталитет дека доколку нешто во некој закон не е овозможено, тогаш многу луѓе го сметаат тоа дека е забрането. Да речеме во некои развиени земји, во САД например, таму ако нешто со закон не е забрането, се смета дека е дозволено. Ние во делот на таа регулација сметам дека треба како земја не само за криптовалути, него и за други технологии, новитети и иновации во светот што се случуваат, мора да бидеме многу поотворени, многу побрзо да имплементираме, односно на некој начин да ги третираме и да дозволуваме со тоа да се работи, за да се овозможи бенефит и за граѓаните и за стопанството. Затоа што на некој начин, ако во Македонија се ограничи да се работи со криптосредства, ние ќе ги ограничиме граѓаните и бизнисите во Македонија, меѓутоа светот нема да го ограничиме. Тој ќе оди напред, така што за да можеме во иднина да генерираме поголема додадена вредност, да фатиме побрз приклучок со развиениот свет, мора многу побрзо да ги дефинираме тие технологии. Господине Симуновски, ќе се префрлиме на вас. Каква е сегашната регулатива, односно тие пари од менувачница, односно добивката која што ја остваруваат инвеститорите со криптовалути, подлежи на одонаучување и како тоа функционира во пракса? Значи, како што кажа професорот, за жал, кај нас во Македонија нема никаква законска рамка за криптовалутите, тие постојат во сива зона, но што сакам тука да кажам и што е многу битно во оваа цела работа. На крајот на денот, во криптосветот, на биткоин, не му е гајле и не е битно дали Македонија ќе го регулира или не. Биткоин понатака ќе постои. Владата мора што понабрзо да донесе законски рамки и тие законски рамки мора да бидат позитивни према криптоиндустријата, да бидат позитивно кон иновации, овие иновативни технологии, затоа што тоа е единствен начин за Македонија да оди напред во прогрес. Затоа што ние моментално ние сме во последните во светот. Од 200 земји во светот, 30 на земји немаат никакви регулативи и ние сме во тие земји што немаме никакви регулативи. Така да, носење на законски регулации, но меѓутоа правилни регулации е круцијално за државата, круцијално е за приватните бизници
бизниси и исто така и за граѓаните за бенефит на сите. Ќе одиме, само да ме прекина малку, извинете, ќе одиме на регулацијата, меѓутоа сега ме интересира праксата, дали се доначуваат и под кој данок подлежат и што потоа ќе видиме. Владата најави дека ќе имаме регулација на криптовалутите, меѓутоа да видиме што конкретно тука ќе треба да се менува и во која насока би одело. Првично, во моментов што се плаќа на таа добивка? Моментално нема плаќање за тоа што го спомнавме малку, банките не дозволуваат трансфери од крипто во денар и денар во крипто обратно. Така да поради тоа и поради немање на законска регулатива нема никаква облигација за плаќање на данок на добивка. И исто сакав да заклучам, дури да се донесат регулативи, не смее да има данок на добивка на криптовалути, затоа што во тој случај никој не би дошол да инвестира во Македонија, затоа што има многу држави што имаат подобри регулативи и луѓето што имаат пари и бизниси ќе се префрлат таму. Владата најави регулација. И сега во која насока би требало да оди тоа законско регулирање на криптовалутите? И кој е бенефитот кој би го добиле граѓаните, но и домашната економија? Значи, со самата регулација, како што кажам, прво ќе се обезбедат услови за да можат странски фирми и наши приватни фирми, компании на предприемачи како јас и многу други луѓе што во Македонија сакаме да работиме тука, сакаме тука да плаќаме даноци, но меѓутоа моментално сме оневозможени да го правиме тоа поради немање на регулатива. Значи, со носење на правилни регулативи ќе има прилив на нови инвестиции тука во Македонија, прва работа, ќе има нови вработувања, ќе има бенефит државата од тоа што ќе прима прилив од даноци, од типот на даноци на данок на додадена вредност и исто така данок на фирми. Веќе постоечките закони можат истите тие да се имплементираат и за сите тие фирми што работат на овие иновативни блокчейн технологии и криптовалути да си го плаќаат на ист начин данокот како што го плаќаат сите фирми во Македонија. Што значи, кога би дошле тие регулации, тогаш би имале, како што кажав, повеќе инвестиции, повеќе обрт, повеќе ликвидност. Граѓаните ќе има можност да инвестират во новата класа на финансиски средства, што допрва ќе биде во мејнстрим во светот и како што гледаме моментално имаме скоро 600 милиони луѓе во светот што користат, купуваат и тргуваат со криптовалути. Така да кога би се ставило сето тоа во законска рамка, сите би биле бенефит и граѓаните би биле побогати. Кога граѓаните ќе бидат побогати, ќе можат повеќе да трошат во нашата економија тука во Македонија. Така да тоа би било еден општ бенефит ако се донесат правилни регулативи. Добро, да одиме сега во насока на правилни регулативи. Постои ли ризик тука за перење на црни валкани пари и преку тој систем да се внесат во платниот промет во земјата? Значи, како би се избегнале тие ризици? Вака, значи, прво да објасниме на работа на сите да им стане јасно. Перење на пари, кога регулативи ќе се донесат правилни регулативи во Македонија, перење на пари ќе биде невозможно. Блокчейн технологијата е отворена книга на податоци и е транспарентна и видлива за секој. Така да, перење на пари е невозможно преку блокчейн технологија. Со криптовалути тоа е невозможно. Возможно е моментално со фиат системот. Но меѓутоа, кога би биле тие инволвирани во секојдневието, што значи дека би имало офран и уран, односно од крипто во денар, од денар во крипто, сите ќе имаме по-јасен увид, банките ќе имаат увид, и исто така ќе имаат сите јавни чинители во Македонија ќе имаат по-јасен и по-детален увид на сите трансакции и зашто и кога и како е купено и пазарено. Така да тоа може само да донесе транспарентност плюс, никако не може да биде мислено за негативни работи. Ви благодарам, господине Симов, истото прашање за вас. Дали преку
овој систем би можела да се исперат на некој начин црните пари и како сето тоа да се спречи преку регулативата која што владата најави дека ќе носи? Во делот на регулативата мислам дека ние треба да ги следиме примерите што ги има во развиените земји. Например, најразвиената економија во светот, Соединетите Американски држави, они уште во 2013 година криптовалутите ги препознаа како виртуелни пари. И тамо во нивниот правен систем веќе таа терминологија криптовалути е третирана со термин виртуелни пари. Ние треба да ги следиме нивните примери, едноставно да ги земеме начинот како таму е регулирано, со некои минимални измени тука да го прилагодиме на нашите услови. Околу перењето на пари, криптовалутите, како што спомнавме до сега повеќе пати во разговорот, трансакциите од адреса на адреса во криптосветот, тие се запишани во таа отворена база на податоци, блокчейн база на податоци, која што никој не ја поседува, таа ја поседуваат сите корисници што ја имаат таа база. Тоа е peer-to-peer база и се наоѓа на многу компјутери во целиот свет и можат да се видат сите трансакции, например, што се случувале од почетокот на функционирање на одредена криптовалута па до сега. Да речеме кај биткоинот ние можеме да ги видиме сите трансакции што се направени од 2009 година до сега. Тоа се наоѓа во една база која што во моментот има над 670 гигабајти големина. Така што ако се видливи сите податоци, тогаш може да се види од која на која сметка се префрлани финансиски средства. И сега околу тоа перење на пари што го спомнувате, тука може да речеме во смисла може да дојде некој доколку има некои пари што се стекнати со некои нелегални активности и нема како да ги вметне во правниот промет, да речеме да се претварат во некои криптовалути, па да се оправдаат со тоа дека тие криптовалути биле набавени или стекнати во момент кога нивната цена била со ниска вредност. Со пониска вредност, во некоја таква насока, меѓутоа тука сепак постои можноста на органите да видат тие крипто средства што се прикажани, на која адреса се наоѓаат, па како биле дојдени на таа адреса, од која адреса биле префрлени, од кои временски периоди во минатото има трансакции на таа адреса и така натаму. Постојат инструменти кои што може да се користат во насока да се спречи тоа перење на пари. Бидејќи сме на крај на емисијата, многу кратко ќе ве прашам двајцата, кои се опасностите и предизвиците за опстанок на криптовалутите, односно каква е нивната иднина, како ја гледате нивната иднина? Опасности за криптовалутите гледам во неколку сегменти, во неколку насоки. Нешто што може да направи проблем, за кој што веќе се размислува во криптозаедницата и криптотехнологијата, тоа се квантните компјутери. Квантните компјутери можат да бидат многу побрзи од класичните компјутери, експоненцијално побрзи од нив за одредени проблеми. А тука погодно за процесирање со квантни компјутери е пробивање на тие secure hash алгоритми, односно ние да можеме од јавниот клуч да ја најдеме приватната адреса. Ако може од јавниот клуч, што е достапен на секој, да се пронајде приватната адреса, тогаш таа технологија станува несигурна. И сега квантните компјутери можат експоненцијално побрзо од класичните компјутери да работат на таа проблематика, меѓутоа се работи и на крипто постквантум ера, во која што бројот на битовите се зголеми од 256 на 2048 битови па дули и повеќе, така што криптовалутите да станат отпорни на квантните компјутери. Тоа е опасност во една насока. Друга опасност би било, да речеме, доколку меѓутоа сега никакви знаци нема што покажуваат на тоа, да светот и луѓето што живеат на планетата го изгубат интересот за криптовалутите. Ако се случат... Бидејќи сме многу на крај, господине Симуновски, и за вас истото прашање, значи, кои се предизвиците, опасностите за овој криптосвет, криптовалути? На долг рок воопшто не гледам никакви опасности с екзистенцијата на криптовалутите. Туку напротив мислам дека, односно сигурен сум дека криптовалутите ќе бидат дел од секојдневното живење понатаму во иднината на скоро
цел свет насекаде на сите луѓе во светот, затоа што нивната иновативна технологија, нивната транспарентност, нивните бенефициите од криптовалутите се неспоредливо подобри од било какви финансиски средства од традиционалните финанси што ги познаваме. Тоа е една работа. Исто така, самата блокчейн технологија дава можност за секој еден буквално да има своја независност, што може да има во својот джеб, во својот телефон. Има многу бенефиции неспоредливо со другите традиционални финанси и исто така многу тие што се посредници што ги знаеме во овие традиционални финанси, че нема потреба од тие посредници и едноставно луѓето ќе имаат поголема автономија на своите финанси и на сето тоа што го работат во секојдневието. Така да, апсолутно, само гледам тука прогрес. Моментално криптопазарот е над 3 трилиони маркет капитализација. Очекувам дека таа маркет капитализација во наредните 10 години ќе биде преку 100 трилиони маркет капитализација, американски долари секако зборувам. Така да, апсолутно, криптовалутите имаат светла имена. И исто така сакам да нагласам дека голем дел од криптовалутите што денес постојат, година нема да постојат, и тие што се најдобри проекти, што нудат иновативност, што нудат децентрализираност, тие ќе обстојат понатака во иднината и ќе се појават други иновативни проекти во таа област. Тука мора да завршуваме. Господа, ви благодарам што бевте мои денешни гости.